Чави Љоренс, човекот кој е повеќе од 2 децении вработен во фудбалскиот клуб на новиот светски клубски шампион. Човекот кој видел многу успешни години како фудбалер, активен учесник во фудбал сала и како тренер на оние кои денес им се поклонува целиот свет. Еден од првите кој ги земал за рака и ги научил во првите финти и дриблинзи, на првите одбрани и голови. Човекот кој несебично и денес го троши своето слободно време во фудбалот. За него животот е повеќе од фудбал. Затоа е успешен, што и да фати како тренер. Ги вивна Меси, Чави и останатите денешни звезди и од пред неколку години му дадоа и нова задача да формира нов шампион под боите на Блауграна. Првото моје прашање за еден таков успешен тренер кој е овде 23 години беше докога ќе трае успешната патека на овој клуб. Va a estar siempre. Ganar es otra cosa. Ganar gana uno. Pero como decía Cruyff, para Секогаш ќе биде Барселона на врвот, но да победиш е нешто друго. Еден победува. Како што кажа Кројф, за да победиш треба да освоиш многу финалиња. И денес има многу добра екипа за да освојува такви финалиња. Затоа има дефиниција во Барса Б, во Хувенилот, во кадетите, дури и во најмалите. Овде има дечиња кои имаат извонреден талент и кои иднината не ги однесе на друг пат и им се посветат само на фудбалот. Имаат извонредна иднина кои сигурно ќе стасаат и до првата екипа. И кога ќе бидат во првата екипа, Барселона пак ќе биде на највисоко ниво. Тоа значи дека никогаш нема да заврши ерата на Барселона. Ова е една линија на работа која секогаш ја има истата филозофија. Јас сум овде 23 години, ништо не е променето. Јас бев во тимот на Кројф и имав можност да видам како поминуваат многу тренери, различни председатели, многу технички директори, но ние, тренерите, секогаш ја извршувавме истата работа. Долу топката, играње од нога до нога, враќање на топката назад до голман, дисциплина во теренот и надвор од него. Секој да знае каде и што игра. Сите тренери почнуваат своја работа прво со женски екипи, а продолжуваат со машки. Кај Чави Љоренс тоа е обратно. Тоа беше мојата следна тема. No, yo pasar al masculino. Да, јас премина во машка екипа. Не, јас бев на 17 години во машка екипа, кај тренерите и младите момци нормално е да почнат со девојчиња и да завршат со машка екипа. Кај мене беше тоа обратно. Јас ги тренирав Виктор Валдес, Чави, Меси, Иниеста, од домашните тука Жерард Пике, Фабрегас и пред 6 години директорот Алесанко ме замоли да ги напуштам мажите и да дојдам во женска екипа, да ја променам малку сликата што тогаш имаше женскиот клуб Барселона. Овие 6 години имаше екстремни промени во женскиот фудбал и во нашиот клуб и кај девојчињата. Но да се вратам кај машките, нема. Сакам да останам со девојчињата и нормално да ги слушам наредбите на шефовите, затоа што тие се тие кои наредуваат. И por eso me pusieron. Pero yo no tengo ganas de volver a los chicos. Yo lo que quiero es seguir en esta casa muchos más años. Y hago de lo que me dicen los jefes, que son los que mandan. Вториот дел од разговорот со еден од најуспешните тренери во светскиот клубски шампион го посветивме на неговата сегашна акција. Тој ги напушти звездите и дојде од девојчињата да направи звезди. Меѓу нив од пред 10 дена ја зема под своето учителствување и првата македонска фудбалерка Гентијана Рочи, на која и понудија достанување полнолетна да биде во овој тренажен процес, па потоа да може да го потпишат со неа и професионалниот договор. Bueno, mira, yo ahora es la 6ª temporada que llevo en el fútbol femenino. Да, јас сум веќе 6-та година во женскиот клуб Барселона, која секоја година и оди по нагорна линија. Порано во женскиот фудбал доминираше Еспањол, кој неколку години беше шампион и после тоа е Билбао, па Севиља. Последните години со поголема финансиска поддршка на врвот беше Рајо Валекано. Но Барселона од една малечка екипа во втората лига почна полека да созрева и премина во прва, па 6-то, 7-мо место стаса до 4-то. Најголемиот историски успех е освојувањето на Купот на Кралицата минатата година. Оваа година се бориме да ја освоиме лигата, но оваа година има многу изедначеност. Екипите се технички изедначени, ни фалат нам некои технички фудбалерки во базата, а на ниво на репрезентација младинците се на едно одлично ниво, додека репрезентацијата направи еден мал чекор со која може да се надпреварува со големите репрезентации. Тоа е нашето огледало. И сакаме да бидеме како нашата прва екипа, да го имаме ние нашиот Меси во женската екипа, Чави да го имаме во нашата екипа. Тоа е огледало на девојките. De las chicas el primer equipo. Bueno, yo las dos últimas Copas de Europa, las dos finales en Roma
Последните две финалиња во Рим и во Лондон имав можност да однесам неколку девојчиња да го гледат финалето. Добро, јас одам на секој финале во Лига на шампиони и да ви кажам искрено, ги гледав како уживаат во барселонизмот. Рекоа дека иако се девојчиња, сакаат и нив да ги ценат како машките. Que nos valoren como al primer equipo. Ojalá lleguemos a jugar la Liga de Campeones. Quedan 6 meses para acabar la competición. Се надевам дека ќе освоиме лигата, но остануваат уште 6 месеци напорна работа. Надпреварување каде што со квалитетот сме изедначени со Рајо, со Билбао и Еспањол. Се надевам дека Рајо во вториот дел од сезоната ќе ја надмине кризата што ја имаше после Лигата на шампиони и заминувањето на неколку девојки. Така да максималната илузија, не знам, е наша да ја одиме во Европа. А екипа од која најмногу се плашам, искрено да кажам, не знам, од никого не се плашам. Ќе уживам во искуството да играм против некоја екипа од Германија, од Франција или Англија. А пред известно време на еден турнир игравме со екипи од Англија и Франција на едно многу високо ниво. И се беше поврзувано со нашето усовршување на женскиот фудбал. Секогаш е тоа добре дојдено. Los chicos tienen una motivación que saben que pueden ser profesionales. Многу е различно, машките имаат една посебна мотивација затоа што може да станат професионалци, може да стасат до прва екипа, може да играат во втора лига и добро да заработуваат. За разлика од девојчињата, тоа им е хоби. Нив ги интересираат парите, но и без нив би играле со истата страст. Не заработуваат многу, но ако им се дадат, им се добре дојдени. Најголемата разлика кај повеќето момчиња е дека има супер работници, како што можете да погледнете на нашите терени. За жал, кај девојчињата има уште многу работа за да се стаса до тоа ниво. Кај нив има постојано, дури не ти стасува времето, додека кај момчињата, ако имаш некоја добра група, може тие веднаш да стасаат до првата екипа. Кај девојчињата е различно. Во моментов имаме 75 девојчиња кои тренираат и сите се многу добри. И кога ќе наполнат 18 години, ако сакаат се уште да продолжат во фудбалот, тогаш им се предвидува многу јака иднина токму со Барселона. Veremos al Barcelona de un futuro, yo creo que muy fuerte.